Bismillahirrahmanirrahim. Сите цврсто за Аллаховото јаже држете се и никако не разделувајте се и сетете се на Аллаховата милост кон вас кога бевте непријатели, па тој срцата ви ги соедини и вие со милоста негова станавте браќа. Рекол пратеникот Мухаммед салјаллаху алейхи васелем: муслиманот има 6 обврски кон својот брат муслиман. Кога ќе те сретне, тогаш ќе те поселами. Кога ќе те повика за некоја си помош, да му се одзвиеш. Кога ќе побара совет од тебе, да го посоветиш. Кога ќе кивне и ќе му се заблагодари на Аллах субханеху ве теала, ти да му кажеш: Аллах да те упати и да ти ја подобри состојбата. Кога ќе се споболи, ти да го посетиш. И кога ќе умре, да присуствуваш на неговиот погреб. Кој се сака во името на Аллах, таквата личност ќе биде сакана од возвишениот Аллах. Бидејќи во хадис од Ебу Хурейра се пренесува дека човек сакал да го посети својот брат во друго село, искрено и без никаква корист и интерес, дека тој го сакаше во името на Аллах, па возвишениот Аллах му испрати мелек кој го пресретна на пат и го извести: Аллах да те сака исто како што го сакаш твојот брат во Аллаховото име. И зарем целта на нашиот живот не е да се стекне милост и љубов кон нашиот Господар, свемочниот и возвишениот Аллах. Омер радијаллаху анху, во кој викат Мухаммед салјаллаху алейхи васелем рекол: меѓу Аллаховите робови има и такви кои не се ниту пегамбери, ниту шехиди. Па прашале: о Аллахово пратениче, кои се тие? Па тој одговори: тоа се оние кои се сакале во името на Аллах субханеху ве теала, и ако меѓу нив не постоело ни роднински врски, ниту дуњалучки интереси, се колнам во името на Аллах, лицата им се светли, а свето е она што го работаат. Нема да се плашат кога другите ќе се плашат, ниту жални да бидат додека другите ќе жалат. Тоа се Аллаховите пријатели за кои Аллах субханеху ве теала вели: и нека не се плашаат од ништо и за ништо да не жалат. Тоа се Аллахови пријатели. Вратите на џеннетот се отварат секој понеделник и секој четврток. И опрост се чека за секој роб кој на Аллах не му препишува судружник, не му прави ширк. Освен човек кој не зборува со својот брат. Тогаш се вика: причекајте, дали овие двајца брајча ќе се помираат? Причекајте, дали овие брајча ќе се помираат? Причекајте, дали овие брајча ќе се помираат? Се пренесува од Ибн Еби Ауфа радијаллаху анху и кажува: еден ден пред нас излезе пратеникот салаллаху алейхи ве селем и седна, а тогаш дојде и Омер па му рече: о Омер, ја на вистина чезнеам за своите браќа. Омер му рече: а зарем ние не сме твоите браќа, о Аллахов пратениче? Му рече: не, туку вие сте моите асхаби, а моите браќа се луѓе кои ќе веруваат во мене, а ме немаат видено. Хадисот го наведува имам Ибн Абдулбер во делото Ел Истизкар. Муслиманот е брат на муслиманот. Не му наштетува и не го остава сам во опасност. Кој ќе му исполни потреба на својот брат? Аллах ќе му ја исполни потребата. Кој ќе острани една неволја од својот брат? Муслиман, Аллах ќе му ја острани неволјата на судниот ден.
Кој го покрива срамот на братот муслиман, Аллах ќе го покрие неговиот срам на судниот ден. Rekol pratenikot Muhammed sallallahu alaihi wasallam: رجلين تحبا في الله اجتمع عليه وتفرح عليه. Dvajica brajka koji se sakat vo imeto na Allah subhanahu wa ta'ala bez nikakva dunjalučka korist, Allah subhanahu wa ta'ala će gi stavi pod Allahoviot vlad, koga nema da ima nikakov vlad vo sudniot den, osven Allahoviot vlad. Од Ибн Авван се пренесува дека тој рекол: сакам 3 работи за себе и за моите браќа. Овој суннет да го научат и да се распрашуваат за него, Куранот да го разберат правилно и да ги прашуваат луѓето за него, и да ги оставиме луѓето во ништо друго освен во она што е хаир. Рекол Мухаммед салаллаху алейхи васелем: никој од вас нема вистински да верува, се додека не го посакува за својот брат она што го посакува за себе си. Овој хадис го пренесува Бухари, Муслим. Се пренесува од Ебу Хурейре радијаллаху анху дека пратеникот салаллаху алейхи васелем рекол: кој ќе оттргне една тешкотија и тегоба од својот брат муслиман, Аллах субханаху ва таала на судниот ден ќе му ја оттргне неговата тешкотија. Кој ќе му олесни на еден сиромав, Аллах субханаху ва таала нему ќе му олесни во дуња и ахирет. Кој ќе го покрие срамот од својот брат муслиман, Аллах ќе ја сокрие неговата срам во дуња и ахирет. Се додека Аллаховиот роб е на помоќ на својот брат муслиман, Аллах субханаху ва таала му е на нему на помоќ. Рекол Аллах субхану ва таала: Иннама ал-муъминуна ихватун. Верниците се само брајча, затоа смирете ги вашите двајца браќа и плашете се од Аллах, за да ви се укаже милоста.